тој овца не знае да збори. Вака од прилика ми рече мојот пријател овчарот Бедри, или како што си го викаме Бац, кога ми кажуваше дека најтешко е кога чуваш овци на секоја овца да ја најдеш јагне, што нема да го истера од себе, туку што ќе го дои. Мислам, се разбира зошто, заради квалитетот на млекото, станува многу поубаво млекото, поквалитетно. Исто и со жената, која ќе роди, како се разубавува, друга некоја аура има која ќе почне да дои, ова немојте овие феминистички да изедете говна дека нешто споредувам жени со овци, туку сакам да кажам дека некои работи се слични во животинскиот свет у компарација со човечкиот живот и она што ние го живееме. Се, ми каже мене Бедри, како нели на секоја овца треба да најдеш јагне, многу е тоа тешко, нели ово, она. Ја вака го гледам и кажам, добро бе Бедри, оке, веќе даеш јагне, ќе дава млеко, овцава 5-6 години, супер квалитетно млеко, толку дава 5-6 години, значи овциве, да ви кажам. И шо викам, ако овциве ти се побунат, некој ден ти речат, од денес не ти даваме млеко, затоа што од денес се чувствуваме како овнови. То ти такво време е денес, кога може овцава преку ноќ да смени, да се осеќа внатре као овен. И така ми рече тоа, среќа што тој овца не знае да збори. Што има логика многу. Гледате како е, зашто, например, овците не им паѓаат на памет такви идеи дека преку ноќ менјаат полово. Но ние луѓето сме поспецифични, затоа ќе си ебеме мамата многу брзо. Оти многу паметни станавме. Почнавме многу работи што не се нормални да ги правиме дека се нормални. И што сакате од таа цивилизација? Кој читал Библија, иако јас сум кажал 100 пати, ја не сум религиозен тип, мислам, не ги практикувам тие салтанати, нели одење цркви вамо тамо, но ја знам Библијата, и Стариот и Новиот Завет. Многу добро сум ги читал, пошто, нели, многу сум сакал да читам. Многу сум љубел да читам книги сум љубел јас, а сега не ми се погледнуваат со очи, што ми дам книга, бегам јас. Нема везе, сега сум у еден тотално аналфабетски филм влезен. Што сакав да кажам? Апропо ова, приказната за Содома и Гомора. Тоа ви е приказнава денес, луѓе, тамо не е ништо измислено, човековата цивилизација поминувала низ разни циклуси кои што наликувале еден на друг, кои што се малтене исти, само што технолошки се разликувале. А и некои сме поминувале ние низ истиве срања. Војната е природна состојба на човекот. Човекот мора да војува. Тоа е она рефлекс за агон, што викале овие стариве Хелени. Затоа војните никогаш нема да престанат. Од таа причина. Секогаш човекот ќе најде причина да се испотепа меѓу себе. И тоа нема никаква врска со степенот на цивилизација, да се разберем. Па не, се оваа цивилизација дојде до тој, нели, пик, така да кажам, до тој врв, до тој зенит, и нормално, зенит во смисла на културолошки, социолошки, технолошки, научен и секаков друг развој, и нормално, кој ќе станеш многу паметен, тогаш ти текнуваат други работи на памет, мислиш дека можеш да бидеш уште попаметен. И така ја пројдеш границата на паметно што ти е дозволена на тој степен на развој на цивилизација. И станеш многу паметен и тогаш почињеш да се осеќаш, ако си муж, почињеш да се осеќаш као жена, па уведуваш разни права тамо кај што не треба да ги има, па не знам, смислуваш 300 други ланци и тракатанци, мислејќи дека така ќе си попаметен, дека ќе го напредиш животот, цивилизацијата, светот,
а уствари го ставаш во една друга форма на робство, тоеш го правиш светот да биде тоталитарен или општествата ги правиш да бидат тоталитарни. Значи, контролабилни, да имаат, нели, елитите, најмоćните елити да имаат контрола во секој сегмент на општеството, значи да влезат во секоја фамилија, да разбијат секоја фамилија, да ги атомизираат фамилиите, се со цел, нели, да се оствари идејата на глобализмот, еден тотално атомизиран свет, кој што можеш лесно да го контролираш, затоа што свет составен од индивидуи, кои што нема да имаат никакви врски меѓу себе, роднински, крвни, пријателски, вамо тамо, секој ќе гледа за себе. Тоа е идејата на глобализмот. Глобален пазар, за да можам да те контролирам и да ти продавам секакво срање. Дали спакувано во некоја хартиена амбалажа, дали во некоја поскапа амбалажа, дали спакувано во некоја идеолошка амбалажа. Ете тоа уврска со мојов вовет, со на муабета што го имам со Овчар Педри. Инаку, оваа тренерка што сега ја носам, ја знаете, морам како инфлуенсериве на Facebook, ови инфлуенсеркиве, мора да се пофалиш на нешто, они, нели, пошо најмногу си заработуваат со пичкава, мојава не е толку барана на пазарот, нели? Не знам од кои причини пичка, кога беше пичка, но не ми ја бараат, да ви кажам искрено, и затоа сум малку разочаран, затоа што ја сум инфлуенсер, но ете, за жал, не заработувам со пичкава и тоа ми е голема фрустрација. Да ви кажам, што сега дека, и тие се нешто презентираат, нели, не знам, ова е парфеми, не знам, сапуни, не знам, шампони за коса, ја морам тоа да испрезентирам нешто и оваа тренерка, Адидас, тука имаше амблем, знамето на Македонија, кој што многу перење ми се одлепи, но оваа тренерка ми ја подари прославената репрезентативка на Македонија во ракомет и член на шампионска генерација на кометол Ѓорче Петров, кои што беа европски шампиони, Мими Чупич, еве позади пише Македонија, евака, овие тренерки ги носеа кога беа седми, мислам, во Европа, на Европското првенство до ракомет, и ми ги подари тренеркиве тогаш, еве, уште ги чувам, поздрав до Мими Чупич, ја немам видено толку време, сакам да кажам дека ете, некои работи имам така што имаат музејска вредност, кој знава колку ќе кошта после 50 години овака, кој ќе ја ставам на аукција негде. Оти планирам преку 100 да живеам, значи тоа запорете да го кажам. Не се, темава на муабетов ја убава ја почнав, но ми е друга. Луѓе, оној Орбан е цар невиден. Не можевме да си најдеме болje другарче. Јас на Орбан му симијам капат доле, го гледав тоа кој се обрати на пред некој ден на таа фон дер Лајен. Кај беше тоа у тоа Европска комисија кај што заседава, појма нема. Вака и вика, вие, вика, мене ме осудувате, ме обвинувате дека сум близок со Русија. Па вие, вика, сите додека и наметнувате санкции на Русија, тргувате со неа преку разни азијски земји, ги кажа кои се и земјите. Милиарди правите преку тие азијски земји додека глумите дека правите санкции на Русија. И меба матер, одех на аплауз, на отворена сцена онака. Следно и вика, шо сакате бе, вика, од нас? Унгарија има устав, има суверенитет. Во тој устав пишува дека темелна вредност на која што се фундира унгарското општество е семејството, фамилијата. Точно е, вика, тоа. И една од тие вредности е бракот помеѓу маж и жена. Не помеѓу маж и маж, жена и жена, жена и тоа и маж, крава и жена, куче со маж. Тоа се вика нашите вредности, тоа е нашиот устав. Тука не смеете да ми се мешате.
Тука сме недопирливи. Унгарскиот устав е над се. И одбраната на мојата држава од секакви напади. Вака им кажа. Им кажа, ми се смеевте, ме плюкавте, сакавте да ми правите ова пред 10 години која ви зборев кревајте, која јас вика кревав зидови за мигрантиве, вика Унгарија. Ме правевте диктатор, ваков онаков. Еве тија сега вика Германија. Се затвара кон соседите со не, со ова. Со огради, со полиции, со 300 чуда, со 300 процедури да можеш да влезеш, со сликање, оттисоци од 4 прсти, плаќаш за тоа. Ако си му сумлив на тој полицајците, тие со автомати што се на граница, вака ти прави додиш у тоа шаторот, као обичен граѓани, пошто си му малце сумлив, дали имаш брада ко муџахедин, дали имаш малце темна боја ко палестинец, така црни очи, крупни, така му делуваш опасно и ти вика иди у шаторот, и ти идеш у шаторот и тамо те испрашуваат, полиција те испрашува 45 минути, саат време, 2 сата, кај си, шо си, кај одиш, колку имаш пари, Ова се веќе искуства споделени од луѓе што ги познавам, што биле сумњев му имам еден, значи ја му викам ти личиш брат на бомбаш самоубиец, тој е македонец. Таков тен има некој, таков и брада има, еби му матер, сумњивка. Го викнале, тамо го бутнале у шатор, саат и 15 минути го испрашувале. Ова ви Европската Унија, ова се знаци на тоталитарна држава. Ова, вака почиња. И вака сегде се почнуваат да се расточуваат, да се разбитисуваат работите. У цел свет, у било кој сегмент. Погледнете. Зеленски вика, Северна Кореја ќе не објави војна, Руси, ве замислите, викнале неколку десетици илјади севернокорејски војници ги обучуваат специјалните сили, овие спецназ у Русија. Овој на Северна Кореја цар им ги сруши сите патишта и пруги што ги поврзуваа Северна и Јужна Кореја. Значи нешто никој ништо не може, го боли патка. Значи, ама не е смешно, светот се спрема за голема заебанција. Погледнете, скоро 3 недели поминаа од нападот со ракети на Иран врз Израел. Израел се закануваше со голема одмазда. Нетањаху, мислите, толку му сече? Тој да можеше уште следниот ден ке се одмаздеше. Ама изгледа овие мериве сватија дека е нож, дошаја нож до коску, шо викаат овие нашиве од Куманово. Изгледа му рекоа, човек, ако ти го нападнеш Иран, а Иран убаво ти рече, ако го нападнеш, ќе ти ебе матер. Ако тебе ти ебе матер, ние мора да влеземе у војна. Ако ние влеземе у војна, ете ти трета светска војна. Ете ти ако сакате и нуклеарна војна. Еве ги, овој моли за ракети со долг дострел Зеленски за да удри тамо по Владивосток, по Москва, по... Малци упрпа кога ја објави Путин новата нуклеарна доктрина и кога овој Песков рече, поготоа на овие првиве што треба да испорачаат некои ракети, тако некој договори што има нешто Белгија или Холандија, нешто Германија, така им рече. Има да ве нема, им рече. Абе со овие зборови, само дајте им. Има да ве нема истиот момент. Сакам да кажам дека толку е дојдена оваа цивилизација пред својот крај, да тоа веќе нема индици или индикатори за тоа, него тоа се гледа од авион. Кога нивото на декаденција на една цивилизација ќе досегне одредено ниво, а ова денешно ниво на декаденција, на распад на сите вредности, е на многу повисоко ниво во негативна смисла од оној степен на декаденција кој што владеел од 22-та година, значи по Првата светска војна до почетокот на Втората светска војна 39-та, кога
Германија ја напаѓа Полска. Значи, овој степен на декаденција кој што владее во светот, последниве, особено од последниве, па добре, еве, ај ќе кажеме, од рушењето на зградите на Светскиот трговски центар во Њујорк 2001 година на Менхетен до денеска, еве колку има, 23 години. Значи, до тој степен стигнато што светот едноставно за да се ресетира сериозно, она што се вика да одново да се прераспредели количината на моќ во светот, пошто веќе очигледно вака дојде до својот крај. Значи, за таква работа мора да има голема заебанција. Неизбежно е да има голема војна. Во кој формат ќе биде таа војна? Дали ќе стигне и до употреба на нуклеарно оружје? Не правам разлика дали стратешко, дали тактичко, исти кураце, горе-доле, оти ти кога ќе почнеш со тактичко, следен чекор е стратешко. Стратешкото знаете како е, на база на ураниум, значи таму има и радиации, и тие како се викаат, после не дај Боже да преживееш таква работа, значи ќе се затуре светов само од радиација, да тие што ќе останат живи, што ќе испуштат, што ќе се испушти после тие, не дај Боже, нуклеарни експлозии. Но исти кураци да е тактичко, тоа е на база на ураниум, ама е нуклеарно. Како и да се завртиш, гзот ти е позади. Така што, за жал, станавме препаметни, а секојаш кога човекот ќе се осети дека е препаметен, станува арогантен, така и со поединците, така и со колективите. Кога ќе стане препаметен, тогаш почнува да измислува топла вода, да иновира тамо кај што не смее да се иновира, да чепка во закони, космички закони или како сакате кажете ги, библиски закони кај што не смее да чепка. Оти во Библијата има пишано еден многу убав стих апропо се ова што ни се случува во светот. И ова со формите на манипулација и на пропаганда и со смената на вредностите. Во Библијата има еден многу убав стих во Новиот Завет, мислам тој, не го знам дека во Новиот Завет вака вели: на човекот му е се дозволено да направи, ама не му е се од полза. Толку можете да се правите паметни, но се има своји граници. До гледане.